nauči se da ljubiš, bližnji spremi se, moj čeda, s tevo ljubov rodeni. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Da čekoriš vo ljubovta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš. Isuse Hriste, ja te ljubam v srcevo, do Božjo carstvo nebesno. Ti si patot, vistinata i životot na sekogo od nas. Ljubovta tvoja po patot ne vodi, po pateka tesna do carstvo nebesno. Isuse moj od Bog i spasitel, vo nego veruvam, za nego živejam. Ona mi dava sila da porasnam, da pobedam so ljubovta. Sveto pismo, pismo od samotnji od Bog, slezeno od duh vo bukvi vo slova, prevedeno na site jazici. Словото без дух е мртво, кое е потребно во духот да се оживее. Зато е потребно човек кој потполно се предал на Исус, он поставува едни за учители, вели Исус Христос. Зборува низмене, татко мој, нека секое слово ги допре сите оние кои имаат потреба од твојата љубов. Давам одврзани раце на ангели, помагачи на овој век. Го повикувам Духот Утешител да дојде во моето срце. Он да зборува, да ме обликува, да ги оживее словата во дух и вистина, да ти се поклонам во дух и вистина. Те сакам, Господи Исусе Христе, само на Исуса Христа му се поклонувам со ништа. Ние сите имаме со ништа. Безумниот човек, безумен човек, празни надежи има. Безумен човек, мислиш дека од тебе зависи. И луѓето ќе се запнат за нешто. Ова ќе биде, јас вака мислам. Јави се утре вечер, дојди ваму, дојди. Ке му кажеш два збора, гледаш дека не отстапува од своето. Мисли дека знае, горде, не прима. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ние зборуваме за Христова заедница, каде Исус е главата. Каде секоја мисла треба да е покорна на Исус. Секоја мисла, каде што треба неговата волја. И тоа е тешко да им го објасниш, посебно на луѓе што мислат дека знаат. Во умот се христијани, а со прст не мрднаат. Верата без дела е мртва. Мртва. Какви дела? Па дела на љубовта. Како што правеше Исус, прави и ти. Затоа ни е даден како образец. Безумниот човек. И ние не можеме во светот да обстанеме без Исус. Вие по извесен период ќе забележите, има луѓе што го примиле духот на овој свет, духот на овој свет. Ние не го примивме духот на овој свет. И во духот на овој свет тие се успешни, тереа до еден период и наеднаш транг, телото се предава на сатаната, душата оди на суд, сето тоа што го спечалиле, не собирајте богатство на земјата, оди на некое друго место. Од соништата лудите добиваат крилја. Соништа. Занес. Каков што е оној што гушка сенка и што ветар гони, таков е оној што во сонови верува. И често ме прашуваат, сонував ова. Тици им велам, ако во сонот има, и го има тоа тука, поука,
Ако нема страв, ако сака нешто Исус, ноќеска сонував еден сон апостол Павле, пред мене стоеше еден човек, македонец. Ние го имаме тој сон, но ти сонуваш разни состојби блиски до тебе. И ти треба добро да размислиш, да повикаш Исусе, дали сонот е од него. Значи, таков е оној што сонови верува, оној што гушка сенка и што ветар гони. Сонуваш умрени и они ти рекле вака, ти рекле така. Видете, тоа се веќе демонски влијанија. Соништата, Мудрост Сирахова, 34 глава, и огледалото слични се. И во едното и во другото привид ести. Привид е. Соништата и огледалото. Соништа и огледало. Умот. Зато треба секоја мисла да е покорна на Исус и да се проверуваат духовите. Дали е тоа духот на љубовта? Зошто би ти праќал тој, например, умрени твои да ти зборуваат? Знаете, протестантите не се молат за умрените, православните и католиците се молат. Зошто да не се молиме? Да добијат сила и на умрените им проповедаме Евангелието. Да добијат сила. Но се разбира на крајот е неговата волја, не мојата. Од нечистото може ли чисто да биде? Од лагата може ли вистина да биде? Сон. Мене Господ ми рече вака духот да се моли, мене Господ ми рече за ова ќе зборуваме. Видете, ти наметнуваш свое мислење, сатаната ти вметнува мисли, ти мислиш дека се твои. Ти немаш ништо твое, ти си сад си, глина си. Имаш едните мисли се сатански, земени Божите мисли извртени како што ти сакаш, другите мисли се на Исус. Ти што мислиш, бегај од мене сатано. Петар му вели нема тоа да биде, зашто мислиш на тоа што е човечко. Петар му вели на Исус, нема тоа да биде. Кога им вели ќе бидам распнат и така натаму, а Исус му вели бегај од мене сатано зашто мислиш на тоа што е човечко. Ете ги човечките мисли. Баење, предскажување и соништа. Сето тоа е суета. Срцето се полни со желби, пожелби, како кај секоја родилка. Сакам ова, сакам ова, ми се рече вака, ми се рече така. Слава ти Господи Исусе Христе. Слава ти Господи Исусе Христе. Баење, предскажување и соништа, сето тоа е суета. Срцето се полни со пожелби, како кај секоја родилка. Ако не ги праќа се вишниот за вразумување, не мисли на нив. Што има полза ако ти се јавила некоја мртва роднина и ти рекла овој ќе умре, например. Пазете, имаме такви демони на смртта. И ти сега мислиш дека се видови и ти почнуваш да кажуваш кој кога ќе умре. И те употребува демонската духовна сила за медиум и ти си далеко од Исус, се возгордејуваш. Соништата многумина заблудиле, паднале и оние што во нив се надевале. Само ако е од Исус, а ти не можеш да го провериш тоа. Исус е дали ова од тебе, прашај го. Закон без измама треба да се извршува. Кој е законот? Љуби го својот ближен како себе си. Се му рекол нешто и додиш на гробиште да запалиш свеќа. Па тоа е култ кон смртта. Телото се предава на сатаната, во земја е, земјано е, земјата е падната. Душата горе е. Нема веќе, се враќа кај оној што ја дал. Кој ја дал? Таткото небесен. Закон без измама треба да се извршува. Мудроста во устата на верните е совршена. Учениот човек, мудрост во устата на верните, ако сум јас верен во Исус, Исус зборува низ мене, јас не зборувам. Духот на мојот татко, јас сум само сад. Затоа им велам на луѓето, научете да молчете во присуство на Бог. Мене Господ ми рече да се молиме вака, да се молиме така, да се молиме. Првиот проблем лелека и овка. Зошто не ме вклучите да се молиме? Господ рече за ова да збориме. Па затоа што гледам дека ти не умееш да молчиш, ти зборуваш од себе си. Ти знаеш веќе се, немаш потреба од нас, а ни викаш баре браќа, јавете се, имам потреба. Немаш потреба. Ти си во своите мисли, во своите желби, во своето читање. Ти треба да се понизиш
Исус да живее во тебе, да научиш да молчиш во присуство на Бог и да слушнеш што сака тој да ти каже. И кога многу зборуваш, кога се молите, не употребувајте многу зборови како незнабожците. Тие мислат дека за своите многу зборови ќе бидат услишани. И кога ќе видиш некој што е возгордеан и го знае Исус, во наводници, не прима ништо, не си заодека. Ние сме група сотрудници, се молиме, борбена единица, кој сака да расте во Исус. Ти мислиш дека знаеш, не си заодека и пренесуваш туги знаења од човечки доктрини и стануваш горчлив корен. Учениот човек, мудроста во устата на верните е совршена. Зошто? Зашто Исус зборува низ нив, не зборуваат сами. Учениот човек многу знае. Од што? Од Исус, ако си учен. Полза немаш од телесните знаења. По извесен период ништо нема да ти значат тие. Освен ако се тие за слава Исусова. Кој ништо не искусил, тој малку знае. Значи, искус, доживувања, настани, искушенија се битни да растеш. Кој патувал многу знаења добил. И тој патува по светот. Не патувам со Исус, патувам со Духот. А ти мислиш физички да одиш по светот, си јадеш, си пиеш, и мудрости светски знаеш. Тоа што треба да го знаеш е Исус. Многу пати бе во опасност смртна. Но се спасив. Овде вели со искуството. Со искуствот, со препуштањето во Исус сум спасен. Бог те спасува. Тој знае до каде може да одиш. Кога веќе немаш напредок, те зема. Телото се предава на сатаната. Духот на оние што страв, еве го, Господен имаат, ќе живее. Значи ти знаеш дека ќе застанеш пред Отецот. Имам татко и имам Исус, тогаш јас не сум веќе стариот човек. Јас нема да се однесувам како порано. Да мислам дека сум достоен. Не сум достоен. Ни врвките да му ги одврзам. Јован, а не, од Јована нема поголем роден од жена на земјата. Духот на оние што страв Господен имаат ќе живее. Нивната надеж е во оној кој ги спасува. Ете кој спасува. Ете кој леко отрча цел народ на вакцина. Свештеници, водачи на цркви. Па ти се поклони на ликот на зверот, бре синко. Тоа покажува каде е Исус во твоето срце. Само на Исуса му се поклонувам. Он е тој кој спасува, не вакцината. Ковид има, сигурно, тука пишува во Светото Писмо. Тие што ќе го немаат знакот на Исус на челото ќе бидат мачени. Па тоа било да мислиш дека си христијанин или не си, затоа трчаш по вакцини. Кој од Господа страв има? Стравопочит. Од ништо не се плаши. На друго место вели во љубовта страв нема. Кој го поддржува и кој му е подкрепа. Надежта негова е во Господ Отецот. Кој на него се надеваш пребива во домот на Небесниот Отец. Блажена е душата на оној кој од Господа има страв. Стравопочит дека мојот татко, јас сум негов представник на земјата. Ќе речат, гледајте го овој зборува за Исус, гледајте како се однесува. Трча ваму, трча таму по доктори, по вакцини, се плаши. Кој се бои, не е совршен во љубовта. Кој го поддржува и кој му е подкрепа? Мојот татко на небесата. Очите на Господа, ладно е ми студи. Исусе, твојата топлина. Очите на Господа се на оние што го љубат. Очите на Господа се на оние што го љубат. А како се љуби? Па го исполнуваш, ја исполнуваш заповедта, љуби го својот ближен како себе си. На љубовта со љубов. На љубовта со љубов. Очите на Господа се на оние што го љубат. Он е нивната силна закрила и постојана потпора, брана од горештина, брана од пладневна топлина, заштита од сопнување, подкрепа од паѓање. Исусе и само Исусе, 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 додека ми чука срцево. Те љубам, Господе Исусе Христе, исцелување за сите оние што ќе ги кренат рацете, ќе го отворат срцето и ќе речат: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Потребен си ми, Исусе, ти предавам се што имам.
Дојди и управувај со мене, научи ме да ги љубам сите, да им простам на сите, никого да не осудам, да ја прифатам Божјата волја, се покајувам за секој грев, се покајувам за гревовите на моите предци. Исусе и само Исусе. Он ја издигнува душата 34:17 мудрост Сирахова. Он ги просветлува очите. Он дава живот, здравје и благослов. Те сакам, Господе Исусе Христе, кој принесува жртва од придобивка неправедна. Дарот од таков е подбив. Си крадел, си правил, па одиш носиш дар од црквата да ти се прости. Господе Исусе Христе, милост сакам. Оди првен измири се со тие, ако си крадел, врати го тоа. Даровите од беззакониците, Господ не ги прифаќа. Семилостивиот не ги сака жртвите безбожнички, со многу жртви гревовите своји нема да ги искупат. И порано тие носеа грлици, се колеа, мачкаа, правеа. Или има, одиш таму, кому вие ќе му ги простите, и вам ќе ви ги прости. И јас ќе им ги простам. А ти простуваш да го одврзеш од тебе. Не му ги простуваш ти сите гревови. Он може да застане пред Исус. Се покајувам за секој грев, татко, погрешив пред тебе и пред небото. Ти треба да научиш дека татко имаш, дека си дете и дека треба да се подчиниш, да повикаш кон Отецот, и тој ти го испраќа Исус Христос за образец како се останува, како се враќаш во Царството Божјо, како да живееш, како да љубиш, каков е оној што жртвува син пред очите на неговиот татко. Аврам го однесе Исак. Му поверува на Бога. Отецот го даде синот за нас. Таков е оној што принесува жртва. Од имот на сиромав, беден по дух, жеден за духот, блажени се бедните по дух. Лебот на сиромасите, живот е за нив. Човек не се храни од леб само од секој збор што излегува од устата на Бога, кој им го одзема како крв да пролева. Ете го духот на овој свет, успешни, богати ваму таму, и потоа ќе видиш крај на програмата. Кој му ја одзема прехраната на ближниот, тој го убива, се однесува и на духовно и на телесно. А крв пролева оној кој на наемникот му ја одзема наградата. Така е со газди што се богатеат. Ако еден гради, а друг урива, што се добива, освен трудот и заморот? Така е со двете политички партии во Македонија кои носат проклетство. Едните затоа што се колнеа на Библијата, на кама и пиштол, и затоа гинат, другите затоа што не веруваа во Исус. И сега треба да се појави некој што ќе го води со Исуса. Без Исуса нема водство. Македонија е земја Исусова. Лебот на сиромасите, кој му одзема прехраната, ако еден гради, ако еден се моли, а друг проколнува, чиј глас Господ ќе го чуе? Што мислите? Ако еден се моли, а друг проколнува. Ако некој се измие од допир до мртовец, жив и мртов, остави ги мртвите. Остави ги мртвите, вели Исус, тие се мртви и немаат дух, мртвите да ги погребуваат своите мртовци. Ако некој се измие од допир со мртовец и пак се допре до него, кој се соединува со блудни и седен дух е со него. Од измивањето тогаш каква му е ползата? И тој влегува во водата, се капе. Душата како се мие, што излегува од срцето човечко. Таков е човекот што пости за направени гревови и пак оди и ги повторува. Кој ќе ја чуе неговата молитва и каква корис има што се смирил и покајал, се исповедал или ги пости тие телесни земни пости? Ние зборуваме за живење во Исус секој ден, ката ден, од утро до вечер, во бесконечната љубов, силата Исусова да те води. Радувајте се кога ќе паднете во искушение.
се работи за проверка на вера. То создава трпение, го има тоа во Јаков. И да се молиш со вера, да не се сомневаш, да не се двоумиш на два ума, ама вака да не биде, така, ама чекај, така, вака, додам и јас да примам вакцина или додам на доктор. Да не се двоумиш, да се препуштиш во Исусовиот ум. Бидејќи сатаната ти влегува со мисла и ти збори, оди там, оди ваму, оди ваму. Да го задржиш Исус во мислите своји. Секоја мисла да е покорна на Исус, а не ти јас мислам. Ти што мислиш среќен ти пат, нека биде, Исус велеше, волјата твоја. Онда те води Исус, онда те обликува. Исус да зборува низ тебе, Духот на нашиот Татко, Духот на љубовта, Светиот Дух, Духот Исцелител, Духот Утешител, Духот Исусов, да ти даде сила да надвладееш, да победиш во светот. Со љубов, како? Не да го истепаш. Да останеш свет и неосквернат. Понатаму се вели дека е блажен човекот кој издржува искушение, оти ќе добие венец на животот, што Господ им го ветил на оние кои го сакаат. Венец на животот на оние кои го љубат. Како го љубиш? Ако ја извршуваш неговата заповед. И ги љубиш браќата и сестрите кои го љубат. Нераспадлив венец. Има уште еден стих. Божиите избраници се проверуваат во фурната на понижувањето. Мудрост Сирахова 2.5. Божиите избраници се проверуваат во фурната на понижувањето. И така радувај се, брате, доаѓа искушение, а ти со сето оружје Божјо возврати со љубов. Возврати со љубов. Го победуваш светот само ако останеш во љубовта. Ако останеш во Исусовите слова, тогаш ќе бидеш негов ученик. Он ќе те води, учи, обликува по Божиот Исусов образ. Пишано е дека светот го победува оној кој верува. А што значи да веруваш? Во што веруваш? Во себе? Не. Во докторите, во вакцините? Не. Во Исус Христос, дека е Син Божји и дека ти му припагаш нему, си се предал во негово водство и владение. Дозволи му на Духот да сведочи во тебе. И сега пишала, како да сведочам на ова вака, кога не ме слушат, па викам, па праше го Исус. Па Исус ми рече да сведочам. Па праше го. Научи да молчиш. Ама јас сакам да сведочам. Ти сакаш. Не сакам ништо. Се радувам кога доаѓа искушение. Јас сакам Божјата волја и го барам Царството Божјо. Дозволи му на Духот да зборува и да сведочи низ тебе. Духот е вистината. Ти немаш појма, не знаеш ништо, ти си кал, не ја знаеш вистината, не си достоен, достојна. И ако си роден од Бог, го победуваш светот. Роден од Дух, ги пазиш заповедите Негови. Го љубиш Отецот Бог Исус. Роден си новороден, богороден, прероден си. Си умрел стариот. Си се накалемил, он те накалемил во лозата. Лозата те држи тебе, не си ти си гранка. Даваш многу плод. Плод на љубов. Се можеш со Исус Христос. Се. Не се прашуваш. Исус те води. Покорен си, понизен. Веруваш во Исус. Живееш љубов. Веруваш во Исус, значи живеам љубов. Живееш љубов. Љубов си. Љубовта покрива многу гревови. Љубовта е сила Исусова. Љубовта никогаш не престанува. Победуваш со љубовта. Живееш љубов. Ете си во радост, радувај се, радувај се, радувај се, чедо Божје, те сакам Исусе Христе. Иде искушение, дозволи му, Тимотеј,
да те направи силен во љубовта. Мојот татко е семокниот Бог. Одам во проверка на вера во искушението, со радост во искушението. Простувам, не осудувам. Исус зборува низ мене, духот на мојот Отец. Не се сомневам, не се двоумам. Врвам по Него, врвам по Тебе, светол Исусе. Со Него и во Него има сокровиште во моето срце. Дај Боже да има и во Твоето срце. Он зборува низ мене. Силата, царството и славата се Негови, на мојот татко. Се е од Него и за Него создадено. И јас сум Негово чедо. И ти си Негово чедо. Блажен сум во издржување на искушението. Го љубам Исус, венец и Отецот Небесен на животот ми приготвил. Амин. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе, татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Се ова ќе замине. Ново небо, нова земја. Телото се враќа во сатаната, ако не е просветлено, се разбира. Душата оди да се представи пред Бог и ќе речеш: Господе, да ти кажам јас кој сум. Не, ќе научиш да молчиш и тогаш се гледа дали имаш доволно љубов во твоето срце, духовно да се движиш и да се вратиш во царството на духовите, каде што љубовта никогаш не представува. Кога го боли нешто, Господи Исусе Христе, допрете се, дојди во моето срце и помогни ми. Покажи ми што да простам, што да покајам, да не осудувам, ја прифаќам Твојата волја. Се можам, вистина, се со Исуса Христа, кој ми дава сила во љубовта. Амин. До Божиот царство небесно. За секогаш Исус. Сето друго е минливо. Амин. Во љубов усоврши се да љубиш ближни, спреми се, мој чеда, сте во љубов родени. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Да чекориш во љубовта, да љубиш како Исуса, да простуваш